Секој има нешто што служи како лична карта за да го представува својот идентитет. За тајните кралски инспектори мапе извршува таа улога. На ист начин, не би ли имало смисла второто доаѓање на Исус да има ваква идентификациска карта? Каква идентификација донесе второто доаѓање на Исус? Низ 66 книги од Библијата има бројни примери каде што Бог ни кажува за неговата лична карта. Сепак, и покрај тоа што им е покажана Божјата идентификациски карта, многумина не веруваат, не ја признаваат или не ја прифаќаат, свртувајќи се и отфрлајќи го. Ова беше вистина за време на неговото прво доаѓање и останува така и при неговото второ доаѓање. Затоа, ако Бог открил нешто во Библијата, ние мора да веруваме и да го следиме, стремејќи се да бидеме оние кои можат да напредуваат кон вечното Царство Небесно. Да ја погледнеме Божјата реч во книгата на Јован поглавје 5. Во Јован поглавје 5 стих 39 Исус вели: Ги истражувате писмата, зашто вие мислите дека во нив имате живот вечен, а токму тие сведочат за мене. Не е претерување да се каже дека Библијата служи како потврда за идентитетот на Исус. Размислете за зборовите, зашто вие мислите дека во нив имате живот вечен. Зошто тој го спомена прашањето за вечниот живот овде? Зарем присуството на вечниот живот не означува дека сме добиле прошка за гревовите и не служи како доказ дека можеме да влеземе во Царството Небесно? Да го видиме стих 40. Но не сакате да дојдете кај мене за да имате живот. Тој мислеше, иако постојано ја читате Библијата, мислејќи дека во неа имате вечен живот, не доаѓате кај мене, кого со право треба да го барате за да добиете вечен живот и прошка на гревовите и да влезете во Царството Небесно. Да го видиме стих 41. Од луѓе слава не примам, но јас знам дека во себе љубов Божја немате. Јас дојдов во името на мојот Отец и не ме примате, а некој друг, ако дојде во своје име, него ќе го примите. Како можете вие да поверувате кога примате слава еден од друг, а славата, што е од единиот Бог, не ја барате? Немојте да мислите дека јас ќе ве обвинувам пред Отецот. Има кој да говори против вас, Мојсеј, на кого вие се надевате. Зашто, ако му бевте верувале на Мојсеј, и мене ќе ми поверувавте, зашто тој пишуваше за мене, ако, пак, на неговите напишани работи не поверувавте, како тогаш ќе им поверувате на моите зборови. Ние веруваме во сите зборови на животот што Бог ни ги дал овде во Библијата. Вие знаете подобро од кој било друг дека патот до Царството Небесно е да верувате во Библијата и да дојдете кај Спасителот за кого сведочи Библијата.